Веќе подолго време во нашата институција созреваше идејата да по повод овие значајни годишнини организираме еден ваков научен собир на кој што од современ македонистички аспект ќе се расветлат многу проблеми од постоењето на Самуиловата држава. Конкретно на организацијата на научниот собир работиме веќе подолго време, неколку месеци. Стасавме и до денот на отварањето на научниот собир. За информација на гледачите, имаме пријавени реферати од сите национални институции од државата, од универзитетските центри. Темите се навистина можни, интересни и зафаќаат проблеми кои што до сега били обработувани, но и нешто ново се надевам дека ќе произлезе од дискусиите и од рефератите кои што ќе бидат изнесени на научниот собир. Темата е Самуиловата држава во историска, војно-политичка, духовна и културна традиција на Македонија. Од денешен аспект, колку е значењето и каде е местото на Самуиловата држава? Да, токму и тоа беше една од кога созреваше таа идеја да се организира еден ваков научен собир, значи ние баравме и научна потврда на тој државноправен континуитет на современата македонска држава од средновековите до денес. Мислам, нема потреба да повтарам дека денес дури и денес, на некои локални, регионални или меѓународни места сегменти од македонскиот културо-историски развој се уште се негира. Така што сметаме дека токму на еден ваков научен собир можеме научно да фундираме, нели, и тој континуитет да го фундираме. Целта е значи да ја покажеме една општо прифатена спознаја дека минатото може да ни помогне, нели, да ги осознаеме современите проблеми, за да можеме да ја градиме еднината по перспективно. Така. Сакам да прашам колку покрај македонските сигурно истакнати личности кои што се на научниот собир, имаме ли луѓе од надвор? Не, симпозиумот не е од меѓународен карактер. Сметавме дека прво треба тука во Македонија да одговориме на многу прашања, па здравје Боже во некоја наредна прилика да се организира и симпозиум со меѓународен карактер. Рековте дека има реферати од сите национални институции во државата. Што покажуваат? Има ли некои нови моменти, нови сознанија поврзани токму со цар Самуил, со неговата држава и влијанието воопшто него? Да, па познато е дека Самуиловата држава и од цивилизацијски, и од духовен, и од културен аспект извршила едно огромно влијание на целата територија на Источна Европа. Нам сега ни е потребно од современ македонистички аспект да ја погледнеме таа проблематика. Тоа што до вчера се знаело, сега да го обработиме од современ аспект, да ги подредиме нештата така како што треба, нели, за да може да ја подкрепиме, да го подкрепиме тој државноправен континуитет на современата македонска држава.